прво да кажам, мислам, драго ми е што дојде до една ваква економска дебата, може би малце предоцна од аспект на господинот Трајко Славевски, меѓутоа подобро доцна од кога никогаш. Секогаш е добре дојден, се разбира. Апсолутно се разбира. Мислам дека тоа што нас суваше на политичка сцена во последните 2 години посебно е дебата на полето на економијата, а токму на таа тема владата како никогаш досега или владата на Груевски го доби мандатот да владае со Република Македонија и токму таму каде што уставно се сметаа дека се најсилни се појавуваат и најмалце во јавноста, така што е малце парадоксално. Добре, јас морам да кажам дека ги повикав и дека одбија да дојде. Не знам сега како дали настапува, дали ги брани, дали ја брани политиката на ВМРО ДПМ до моментот кога он беше министер, или дали смета дека ова буџка политика на Славевски и понатаму се согласува со постапки, да знаеме како настапуваме. Веројатно сте пропуштиле, можеби на 2 години пред во ова исто студио, јас бев на дебата со двајца жестоки критичари и тогаш и сега на владините политики. Значи сега да не персонализираме, може би е точна вашата, да речем, забелешка дека отсуствува дебата. Затоа сме тука. Точно, добро. Не. Добро, Славевски прилично храбро си отиде од владата на Груевски, рече се трудев да бидам глас, а не ехо. Одбивте да дадете оставка. И тогаш кажавте дека е потребен итен ребаланс на буџетот, потребно да се скратат 100 милиони евра. Сега уште дали е поитно да се скратат? И колку милиони? Штом владата, односно Министерство за финанси во оваа фаза настапува со брз ребаланс на буџетот, значи состојбата не е многу различна од она што беше состојба со буџетот, со ликвидноста пред 1 година. Да, добро. Но јас немам целосен увид, ќе почекаме да видиме колкав ќе биде износот на кратењето и кои ќе бидат приоритетите, односно ставките. Добро. Имате ли вие? Но одговорот беше, да го повторам, дека најверојатно и од она што се појавни облици на проблемите во буџетската каса, не само од сега, туку уште од јануари-февруари, дека полнењето на буџетот и реализацијата на расходите не ода според планираното. Тоа не е изненадување, тоа воопшто не е изненадување, значи стартната точка околу која што, значи, мора да имаме консензус дека економијата во моментов е на колена. Вие имате 4 месеци поред од почетокот на годината индустријското производство намалено повеќе од 9%, бројот на вработени во индустријата 8% намален. Имате вие кај увозот. Значи, владата се фали со тоа што извозот тргнал, а увозот стагнира. Па стагнира, меѓутоа што стагнира кај увозот? Увозот на суровини во првите 3 месеци од оваа година е отприлика непроменет со оној лани. Значи, немате вие поголем увоз на суровини, па сега заживува економијата. Увозот на нафта намален 15%, увозот на машини, транспортни уреди намален 25%. Тоа значи она што ви е потребно, го увезувате за да го обработите и после тоа да го извезете, тоа се намалува. Тоа е многу лош индикатор за тоа во каква состојба е економијата. И сега во таква, значи ние сме во многу сериозна ситуација. СДСМ не го поставува бадијала прашањето колку им должи владата на приватните фирми. Добро, ајде, значи еве вие господин Дончев, ако знаеме дека имаме 32% невработеност, 29 или 28 се калкулира со тие бројки сиромаштија. Зошто владата не го увидува тоа? Ги спомена в спомениците и администрацијата за која ме демантираше. Добро, токму тоа е сршта на прашањето или на темата за која започнавте вечер во Македонија, најсиромашна земја во регионот. Сега можеби тука Албанија прашање дали сме тука не, меѓутоа не е битно. Меѓутоа факт е дека ова влада го доби мандатот на економски план и факт е дека тоа што е најважно за граѓаните, нивниот сопствен фамилиарен буџет, семеен буџет. Значи, просечната плата стагнира, невработеноста е иста денеска или мал процент променено тоа што беше пред 3 години, сиромаштијата расте. Добро, имате ли објаснување да ги лоцираме проблем, односно причините? Зошто е тоа така? Зарем не знае владата во каква состојба се живее? Едно нешто што повторно кажа во почетокот, без обзир дали господинот Трајко Славевски ќе каже дека тоа процентуално или не во аспект на буџетските расходи. Оваа влада единствено нешто што го направи се залета на овој лажен оптимизам во 2007 година, која реално беше и најдобра година за глобалната економија, и плимата која доаѓа ги дига сите бродови, и така и Македонија до некаде доживеа некои од овие благодети од глобалната економија. Меѓутоа, се
Истрчаа, почнаа да трошат многу повеќе од што Македонија има капацитет, се задолжија и единствено настојство што ставија денеска е долг спрема приватниот сектор и драстично зголемување на надворешниот девизен долг на Република Македонија, за кој да ве подсетам, на 30.9.2006 година изнесуваше 2,5 милиарди евра, денеска или на крајот на 2009 година изнесува приближно 4 милиарди евра. Значи, за вкупен период од 3 години, оваа влада ја задолжи иднината на сметка на сегашноста, а тоа го направи бидејќи очигледно единствено нешто што знае да прави е да троши пари, тоа поточно туги пари, а тие туги пари се парите даношните на граѓаните, обврзници на Република Македонија. Имате ли објаснување зошто не се вложува, не се инвестира во капитални дела, во проекти? Вака сега, да бидеме прецизни, зашто не се инвестира во капитални проекти? Се инвестира во капитални проекти. Енергетски проекти, гасификација, изградба на локални, регионални патишта, водоводи и така натаму, сето тоа се капитални проекти. Ако се вратиме, не одговоривме на почетното прашање, нели вие спомнавте една буџетска ставка, нели, издатоци за овој објекти од културата. Јас ќе го генерализирам тоа на следниот начин. Имено сега, во оваа состојба во која што е владата, треба да крати од издатоци, од проекти и така натаму, некогаш не сте слободни ако, да речам, во носењето на одлуките. Ако е во поодмината фаза реализацијата на некој проект, со прекинот може да се направи повеќе штета од што да се извлече корист. Археолошките искупувања, например, прекинаа. Да, добро, тоа поред, веројатно така било одлучено, но доколку има некои подпишани договори, преземени обврски и така натаму за арно или за лошо, дали тоа е важно за дали археолошките искупувања беа важна ставка за граѓаните на Република, дали тоа додава вредност за македонската економија, бидејќи токму тоа е сршта на проблемот, идете мал милион такви проекти во последните 3 години кои не додават вредност за македонската економија. Не е археолошките искупувања само еден пример. Ја ќе кажам како економист, археолошките искупувања не бега тлото, нели? Може да се направат една година порано или една деценија порано или подоцна. Но патриотизмот е важен, во кое време се билда. Не завлегувам во тоа. Сега да се вратам на оно што почнав, нели, мислам имам една важна поента. Имате некои преземени, како што реков, обврски, подпишани договори кои што не можат, нели, да се прекинат и тука нема враќање назад. Волерницата во Фиренца, например. Но има, и тоа би била моја порака и до владата сега, ако може да ја искористам оваа дебатна емисија, дека има некои проекти кои што наспроти прокламацијата дека нема проект кој што ќе се замрзнува, одложува и така натаму, би требало да се постапи спротивно. Односно треба да се каже дека и тоа граѓаните на Република Македонија ќе го разберат. Заради неизвестностите од продлабочената економска криза од која што ево повторно, нели, стравува Европа и Америка и целиот свет, некои проекти кои што не се започнати, не се преземени обврски, а се ветени пред граѓаните, може да се одложат за некои подобри времења. Јас знам редица, нели, такви. Ево лично, тоа сум го кажал во владата уште кога се спомна. Не мислам дека треба да се инвестира во жичарница од средноводно до Крстот или барем во овие време, така? Не мислам дека во моментов треба да се трошат 50-60 милиони евра, ние ги немаме тие пари ниту во денари, ниту во девизи за опремување на лаборатории во универзитетите и така натаму и така натаму. Тоа е еден мегаломански проект. Со овие зборови, добро, е мок, но треба да се приспособиме, нели, на реалната ситуација. Понатаму проектот од 50-60 милиони евра од 8 базени и така натаму. И тоа може да почека. Значи, внимајте сега, постои, видите, тука се ломат политичарите. Постои едно погрешно верување дека секогаш кога се кратат расходите и особено во услови, без разлика односно дали е економијата во нагорен или надолен тренд, сега сме во наголен тренд, тоа негативно влијае на имиџот на владите, на политичарите и така натаму. Има истражувања, економијата не влијае врз имиџот на владите и сиромаштијата. Каква е таа логика? Слушнете сега, има истражувања, јас ќе го посочам името на Алберто Алесино, професор на Харвард, секој од оние кои што имаат пристап до неговите дела може да го прочитаат тоа, емпириски дека влади и тоа во повеќето случаи кои што крателе расходи не поминувале полошо од што влади кои што оделе експанзионистички како одговор на некои состојби како што сега се наоѓа Република Македонија. За рейтингот говорите? Поентата ми е Европската унија. Поентата ми е, не, се однесува и за земји во развој. Не знам ли ме разбрате, поентата е дека владата може да одложи некои проекти и дека тоа граѓаните ќе го разберат.
Во извештајот на Европската унија, нели секоја година има еден извештај што оди во октомври, оној годишниот извештај. Таму буквално има реченица. Јас мислам дека во таа реченица е целата филозофија фатена на начинот на кој што размислува и функционира оваа влада. Реченицата вика: во текот на кризата, значи во 2009 година, трошењето на владата беше повеќе насочено, беше со слаб квалитет и беше повеќе насочено кон предизборни ветувања одошто за справување со кризата. Во една реченица целата филозофија објаснета. Тоа значи, пазите, едно семејство поинаку ќе се однесува. Ако некој остане без работа од двајца вработени, семејството ќе почне да крати од се она што е непотребен трошок за семејството. Нема да купува скулптури. Владата не го крати. Вика, јас сум запишал таму во програмата на страница таа и таа и го тера тоа, ама од страна може се распаѓа се. Не е важно, тоа го пише во програмата. Тоа е недозволиво. И пазете сега, што е во овој момент што е најголемата опасност за сите граѓани во Македонија? И за пензионери, и за оние во јавна администрација, и за приватен сектор. Не е прашањето дали буџетскиот дефицит ќе биде 10,4 милиарди и ќе биде 2,5% од БДП. Тој е тој кој што ќе биде номиналниот на хартија. Прашањето е колкава е вистинската дупка во буџетот. Ако она што се гради покрај Вардар се гради, а не е платено, ако лекови се добиваат, а не се платени, ако владата доцне со повратот на ДДВ, значи тоа се работи каде што владата остава опашки позади и должи. Тоа еден ден, значи балонот се надува и еден ден тој ќе експлодира. Добро, ајде господине Дончев, кој ќе биде тој ден? Кој ќе биде тој ден? Вкупниот надворешен долг кој еден ден ќе дојде на плаќање. Меѓутоа да се вратиме тоа што господин Славевски го каже за кога ќе се случи тоа, само дајте некоја проекција кога би се случило тоа. Јас немам увид, господин Славевски може би има увид точно колку е вкупните внатрешни задолжувања на Република Македонија спрема домашните фирми. Знам дека надворешниот долг, лимитот, кажете ми колку, јас сум го анализирал ова, ние сме спрема мене многу близко до така наречената црвена линија на Зоран Ставревски на вкупниот капацитет на на државата за надворешно задолжување. Јас не знам кога ќе биде тој ден, може би ќе биде уште 6 месеци, 3 години, 6 години, но едно е сигурно, ви тврдам дека по трендот кој сега е поставен, доаѓањето на тој ден е неминовен и последиците ќе бидат приближно слични како што тоа се случува во Грција сега, меѓутоа за разлика од Грција е држава со 250 милиарди евра GDP или 20.000 евра. Добре, Европската унија, односно Германија, ќе имаат скратење на нивниот стандард, меѓутоа и просечниот стандард на просечниот грчки државјанин да се скрати од 20.000 на 16.000 евра, повторно ќе живее 5 пати поколку од Македонија. Меѓутоа прашањето е колку може македонскиот граѓанин да издржи со стандард од 2.500-2.750 евра по глава на жител. Тоа е